Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван заменик министар, мене навистина ми е жал што досега не се снајдоа и не се изнајдоа средства за општина Кисела Вода од сите овие амандмани кои што ги побарав. Искрено не се сложувам со образложенијата кои ги давате, дека се обезбедуваат средства за одредени ставки, кога во реалноста гледаме дека не се реализираат сите тие образложенија кои вие ги давате. Барем, еве, сведоци сме во изминативе 6 години што се случува. Знаете, граѓаните на населба Драчево, Батинци и Љубош, поврзано исто така и село Драчево, да не заборавам, немаат многу места каде би можеле да се прошетаат, одморат и рекреираат. Со уредување на речното корито на Маркова река ќе им се овозможи место за прошетка, спорт и рекреација. Со уредување на речното корито во тој дел ќе се запре нелегалната експлоатација со која се на песок на земјиштето, со која се зголемуваат ерозивните процеси и се загрозува и имотот и безбедност на луѓето. А знаеме, во тој дел постојат голем број на објекти за домување и индустријски објекти кои функционираат во тој регион. Доколку започне и се реализира, колеги, овој проект, знаете, постојано ќе се чисти и одржува речното корито и со тоа ќе се сопре фрлањето на кабаст отпад и индиректно со ова ќе се влијае врз животната средина, секако истата таа ќе биде подобрена со подобри услови, подобар изглед и долгорочно, нели, поубава иднина за сите нас, кои живееме и гравитираме во овој дел од градот Скопје. Јас сакам само за да ве убедам да гласате, колеги, за овој амандман, доколку го погледнете видеото на директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, каде тој ја извади во јавност една голема дупка која се направи на мостот на Маркова река. Вие можеби го имате погледнато видеото каде вика под мостот safety first, безбедност на прво место. Пристапот кој го има направено за да стигне под мостот е многу недобар, многу е загаден, разрушен тој дел, не е уреден и навистина не можеме да приметиме дека има една таква природна убавина како што е Маркова река. А да не зборувам и да продолжам дека во сето ова навистина треба да се внимава и апелирам до јавното предпријатие улици и патишта да действува овде, бидејќи тој мост, како што е направен, не е реконструиран. Тој е многу нестабилен, ризичен за граѓаните кои поминуваат, а голем број на граѓани поминуваат од таму. Впрочем, и сите тие беа сведоци кога прошлиот викенд истиот беше затворен. Внимавајте, затворен во саботата попладне. Цело попладне, вечерта не се работеше на истиот и апелирам повторно до јавното предпријатие улици и патишта да го надмине цел тој проблем, но за да се надминуваат проблемите, централната власт треба да има слух за сите проблеми кои се случуваат посебно во Кисела. Заради тоа што сведоци сме во овој ребаланс на буџет, во колкава мера се кратат средствата кои се насочени кон локалната самоуправа. Еве, јас нема да должам многу, само ќе ви напоменам на сите вас дека капиталните дотации се намалени за минус 62%, што е навистина неубаво и треба да размислуваме за сите општини подеднакво, а не да се издвојуваат посебни привилегирани ситуации да имаме во државата. Еве, Кисела Вода и овој дел од Кисела Вода околу реката Маркова река да има, нели, една поубава околина. Ви благодарам. Благодараме на вас.